Досегашната попустливост на владата ја доведоа Македонија во оваа позиција на ќорсокак пред се поизвестна блокада од Бугарија на патот кон Европската унија, сметаат експертите, но што понатаму, универзитетскиот професор Владимир Божиновски вели дека е потребна заедничка декларација меѓу власта и опозицијата во собранието, каде јасно ќе бидат пишани црвените линии од кои Македонија нема да помине во спорот со Бугарија. Очигледно дека власта не е спремна за потек, затоа што видовме дека на самата расправа која што беше инициирана во собранието ќе не се појавија. Мислам дека со тоа дополнително се влошува позицијата на Македонија. Од една страна имаме Бугарија која што има декларација во парламентот прифатна сите партии, а од друга страна имаме власта во Македонија која што се обидува да ја избегне едноставно дискусијата, односно ново прашање. Божиновски вели дека Македонија, откако ги прифатила сите црвени линии на Грција, сега и Бугарија на таа карта смета дека од наша страна повторно се ќе биде прифатено. Според Божиновски, гледајќи што се случувало во минатото, големи се шансите македонската влада да потпадне под бугарските уцени. Иако сега тврда дека нема да прифатат она што го бараат бугарите, тоа откажување од македонскиот идентитет и од македонскиот јазик. Видовме дека во изминатите години имаше многу други тврдења кои што се покажаа како целосно неточни. Нема да ни изненади да се обидат и да на некој начин да ја продадат на македонската јавност и да прифатат она што го бара Бугарија, што ќе има, се разбира, катастрофални последици по самото суштествување и постоење на македонската. Според Божиновски, по ваквиот дипломатски шамар за Македонија, потребна е одговорност од власта, но сепак не верува во такво нешто. Со оглед дека политиката која што ја водеа, што напомена се претходно доживеа целосен дебакл, дека се губи причината за понатамошно суштествување на нова власт, затоа што очигледно дека сите нивни ветувања и потези се базираа на лаги. Македонската јавност и опозицијата веќе со денови барат одговори што разговарале и договориле Димитров и Османи со Захариева во Берлин, но од власта во Македонија молк на овие прашања.